Деца, семејство, домаќинка, чистење, перење, готвење и одење на нива. Ова се првите стереотипни синоними кои што асоцираат на тоа кога ќе се спомене терминот рурална жена. Образование, лично надградување и следење на соништата како да не треба да постојат за овие жени. Но за среќа овој менталитет кај нас започнува брзо да се менува. Гордана Цветановска е еден успешен пример. Живее на село, работи земјоделие, има сопствен бренд на производи, но од друга страна е и новинар кој со својата работа влијае врз развојот на локалната заедница. Животот в село е по-суров. Но ако некој има амбиција, ако има некаква цел, може да оствари. Апсолутно не станува збор дека ќе има повеќе пречки отколку останатите, се зависи од амбициите кои што човек ги има. Битно е да се има храброст, да се има доверба во себе и цврсто да се чекори по патот кој што сте го зацртали, но никогаш да не се напушта, дури ни во услови кога имате милион пречки околу вас. И Магдалена Трајковска се уште живее на село, но го остварува секој дел од незиниот сон. Работи напорно земјоделие, но исто така и наставничка по информатика. Во моментов го подготвува магистерскиот труд, а во план е и да докторира. Значи, сакам да постигнем некоја цел и имам зацртано дека треба да постигнем цел. Јас мислам дека во ова модерно време значи се искоренува тој стереотип. Кога се сака, се може и порака до сите жени кои што живеат во рурална средина, главата горе, само храбра, јака самодоверба во самите себе, поставена цел, Божија помош и се постигнува. Кога се сака, се може. Катерина Арсова пак потекнува од рурална средина, но долго време не живее таму. Завршила факултет за наставници, а моментално работи како медицинска сестра. Од пред 5 години е и директор во руска интернационална компанија. Таа вели сите имаат еднакви шанси за успех, доколку го сакаат тоа. Па мислам дека жените во руралните средини воопшто не се чекор назад спрема другите градски средини, туку се чекор напред. Зашто во руралната средина, кога си дете, се учиш на дисциплина и на работа, и тоа многу помага понатаму во животот. Значи, децата кои што растат во рурални средини се дисциплинирани, континуирани, знаат како секој ден треба да работиш, од многу мали нозе тоа го учат. Не е пречка онак од каде си, туку што сакаш да бидеш. Секако со поддршка на фамилијата, мислам дека денес сите родители ги поддржуваат своите деца да се образуваат, дека така ги воспитуваат. Овие 3 локални жени хероини, лично со својот избор на образование, работа и живот, сведочат дека не е важно од каде потекнуваш, туку колку сакаш да успееш. Секоја пречка се надминува со упорност и поддршка од најблиската околина. За Сител Дарко Штарговски.